плановите кои ги најави лани во Бернин, кинескиот НИО ги проширува. На веќе понудените лимузини и спортско корисно возило ET7, L7 и ET5 им се придружува кросоверот со средни димензии EL6 и ќе ги предизвика оние модели како Mercedes EQC. Со димензии од 4854 мм во должина и 1995 мм ширина, тоа е за 80 мм подолг и 105 мм поширок од EQC. Друга предност на новата платформа е понапредната технологија. L6 нуди head-up дисплеј, интелигентни адаптибилни фарови и многу други безбедносни карактеристики. Користи 33 сензорни единици кои работат на хардверот Adam Super Computing на НИО. И покрај големината и за разлика од претходникот, новиот модел се базира на истата платформа како и седанот ET5. Тоа значи дека L6 е достапен со преден индукцијски мотор од 150 киловати и заден магнетен мотор од 210 киловати, кои се комбинираат за да испомпуваат 360 киловати и 700 Нм вртежен момент. Тоа е доволно за забрзување од 0 до 100 км на час за само 4,5 секунди. Опремен со батерија од 70 киловат-часови, НИО L6 има досег до 483 км. НИО се држи до својата тактика за влез на европскиот пазар, како и претходните три модели, L6 ке се нуди само во Норвешка, Германија, Холандија, Данска и Шведска. Со својата услуга за замена на батериите наместо полнење, НИО изгради 20 станици за размена на електрична енергија во Европа, додека годинава оваа бројка се очекува да достигне 120. Менувањето на батериите во возилата трае само 5 минути. До 2025 година НИО има за цел да изгради 1000 вакви станици надвор од Кина, од кои повеќето ќе бидат во Европа. НИО смета дека нудењето на единствено корисничко искуство во повеќето земји низ светот е клуч за успехот и дека услугите за полнење и замена на батерии ја менуваат играта. Заедно со иновативните и флексибилни модели за претплата ќе го променат пейзажот на електричните возила.